Ви благодарам. Почитуван министар за внатрешни работи колега Оливер Спасовски, почитуван амбасадор на Норвешка во Србија, Северна Македонија и Црна Гора, Јорн Еуген Гелштад, почитуван постојан представник на UNDP, Армен Григоријан, почитувани новинари, почитувани присутни, почитувани колеги од институциите. Право на живот и слобода, право почитување на достоинството и еднаквоста на човековите права, денес стануваат основни начела, а интересот за положбата на децата се смета за еден од најзначајните и можеби ја носи квалификацијата на судбинско прашање на секој општество кое што има граѓанска определба. Воспитувањето и подигањето на децата во средина каде тие ќе ги имаат сите потребни услови за нормално детство и соодветен развој е еден од основните општествени прашања. Семејството и нивните родители, старатели, не можат секогаш да ги заштитат децата од надворешните опасности и закани, а често и самите тие се извор на кризи и насилство врз децата. Токму децата израснати во вакви семејства имаат долгорочни последици од доживеаната траума, нивното здравје и развој е нарушено, како и нивниот психички, социјален и морален интегритет. Затоа заштитата на децата на улица е многу сложен и комплексен процес во постапувањето на повеќе сектори во системот на заштита на децата. Децата на улица имаат право на заштита од сите надлежни институции кои можат адекватно да одговорат на нивните потреби, особено на злоупотребените деца, да ги заштитат и да им помогнат во процесот на надминување на ризикот. Затоа се промовира и поттикнува процесот на меѓусекторски пристап и соработка наспроти изолирано постапување на институциите. За подобрување на состојбата и меѓусебната координација во постапувањето помеѓу институциите и нивните одговорности во односот на деца на улица, се наметна потребата од креирање на протокол за меѓусекторска соработка за постапување со деца на улица. За подготовка на овој важен документ, Министерството за труд и социјална политика формираше работна група со представници од Министерството за внатрешни работи, Министерството за образование и наука, Министерството за здравство, Министерството за правда и граѓанскиот сектор со цел координирано постапување со децата, заштита, нивно вклучување во општеството и активности за спречување на оваа појава. Сериозноста на пристапот и неопходноста да им се помогне на децата од улица наметна воспоставување на широка лепеза на постапки и мерки наменети за стручните лица кои се во допир со оваа целна група и на кои им е потребен унифициран, стандардизиран и единствен начин на постапување со овие деца. Оправданоста на протоколот за постапување и упатување на децата од улица се огледува и во неодложната потреба Република Северна Македонија да ги усогласи своите активности во социјалната заштита на децата со оние на европските земји, а како уште еден чекор во доближувањето на земјата кон европските текови. На крајот мора да потенцираме дека еднината на секое општество зависи од неговата способност да го негува здравјето и благосостојбата на следната генерација деца. Доколку не успееме да им обезбедиме на децата сигурно и безбедно општество, како здрава основа за продуктивен живот, истовремено ја загрозуваме иднината, просперитетот и безбедноста на нашето општество. Затоа потребно е сеопфатен и системски пристап од сите нас со единствена цел – да се разбијат стереотипите, да се подигне јавната свест и да се овозможи децата да живеат во услови на благосостојба и почитување на нивниот најдобар интерес. Во 2022 година, од вкупниот број на новоевидентирани деца на улица, бројот е 90 деца, а работа со стари случаи со деца кои што од претходно се работело е 78 деца. Опомени се издадени на 22 семејства родители. Во дневен центар биле згрижени 60 деца,
а сместени во мал групен дом 4 деца. Овој број мора да се намалува, а токму овој протокол уверена сум дека ќе ни помогне во тоа, зашто вложувањето во човечкиот капитал, клучниот приоритет на владата на Република Северна Македонија, започнува токму со вложувањето во секое дете. Ви благодарам.